Арбен Таравари требаше да биде доблесен, а не да ги влече за нос владата и граѓаните. Жалам што реши да се врати во прегратките на Али Ахмети. Ке се видиме нареднава недела, ке му посакам среќа и добро здравје. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека ќе оствари последна средба со министерот за здравство, пошто тој заминува од владата. Според него, одлуката на Таравари да соработува со оние кои пустошеа Македонија е само негова и на неколкумина околу него, а не и на членството на Алијанса за албанците. Јас можам само да му посакам среќа и се надевам дека ќе имаме една завршна следба во текот на следната недела на која што ќе сумираме што е тоа што е направено и да му посакам пред се добро здравје. Тоа е она кое што на сите нас ни е најважно. Морам да кажам дека најмалку што очекував е да се врати назад во прегратките на Али Ахмети и останатите, но тоа е сепак негова одлука. И убеден сум одлука на малкумина и дека тоа не е одлука на членството на Алијанса за албанците и на голем дел од луѓето кои што се дел од оваа влада. Честно беше и доблесно самиот тоа да го направи, да не ја влече владата за нос и граѓаните. Во јавноста постојат и дилеми дали петте пратеници кои доаѓаат од крилото на Таравари ќе ја поддржат неговата евентуална соработка со Ахмети. Веќе дека е против такво нешто кажа вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи, кој на Фејсбук напиша дека Дуј треба да биде поразен во сите општини на локалните избори. Мицкоски вели што и да биде тоа нема да влијае врз стабилноста на владата. Владата е стабилна, цврста, има силно мнозинство во парламентот да продолжи со реформскиот процес, процесот на проекти, испорака за граѓаните, тоа што граѓаните го очекуваат од нас. Владата има близу 2/3 поддршка во парламентот и владата е посветена само на една работа, а тоа е проекти и реформи и одлучна борба против криминалците и корупцијата, за жал против оние на кои што за жал им се придружува Арбен Таравари. Додека се подготвува за соработка со Таравари, Ахмети испраќа закани дека ќе имало политички земјотрес, доколку се чепнал законот за јазици и обвинение за големата трагедија во Кочани добија поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. Според Мицкоски, тоа што надлежните се справуваат со криминалите од претходните 2 децении не е удар врз правата на албанците. Тоа е задирање и борба со криминалците. Се надевам дека тој не се идентификува со нив. А ако се идентификува со нив, тогаш и тој треба да чека еден ден тие кои што се борат против овие криминалци да му тропне на врати на имо. Затоа јас би го советувал да не се идентификува со луѓе за кои што постои основано сомневање дека сториле криминал. Таравари претходно кажа дека според неговото верување Алијанса за албанците треба да биде во опозиција и да се обиде да ја направи трката колку што е можно подобра, да се организира преку штабови и ограноци, да се обиде да освои колку е можно повеќе.